пред изборите, токму тежиштето е на кој ќе биде на вашата советничка листа? Што им советувате на советниците? На советниците им советуваме да бидат мостови за соработка. Во секој совет да имаат многу толеранција, многу разум и разбирање за различните ставови во советите. Ние сме различни луѓе со различни идеологии, со различно потекло, етничко, верско можеби, меѓутоа ние сме сите луѓе со граѓани во Македонија и ние сите треба да се почитуваме и да си ги почитуваме и различните ставови. Така што веруваме дека нашите советници ќе бидат една рака на помирливост и мост можеби за надминување на некои недоразбирања. Од тука прашањето по кој критериум ги биравте советниците? Да бидат домајкини луѓе, еснафи, кои се грижат за своите домови и кои што се добри родители, добри брачни другари или партнери, но исто така и перспективни млади луѓе кои што вложиле во своето знаење, во своите занаети и кои што се успешни онаму каде што работат и се движат, така што има предлози од различни возрасти, од различни целни групи и мислам дека сите тие го одразуваат она неколку работи. Први, љубовта кон Македонија, тука сите сме заедно, потоа гордоста за припадноста кон зелената идеологија и посветеноста на добри работи. Од оно што го видов на промоцијата на вашата програма, на промоцијата на кандидатите за советници, го имате застапено, значи сите возрасти, сите професии и оно што го рековте пред се, да сакаат Македонија да бидат чести домаќини и така. Очекувањето од локалните избори, Очекуваме добри резултати, очекуваме да зајакне гласот на зелените во Македонија и во Штип исто така. Очекуваме значи поголемо учество отколку досега и на тој начин можност за појако влијание за една сеопфатна едукација први на сите нас како граѓани во поглед на еколошката свест, но и во поглед на овие зелени критериуми кои што се понекогаш и надвор само од екологијата. Тие се едноставно стил на живот. Ние ќе посветиме внимание на некои теми за кои што некои други партии можеби сметаат дека не се толку битни и дека се помалку битни. Но ние ќе им се посветиме, ќе бидеме дежурни за овие теми кои денеска ги презентирав и на тој начин веруваме дека ќе придонесеме општините во Македонија, Штип исто така, да станат општини по мерка на луѓето. И сосема на крај, моето последно прашање за вовечерашново издание на Агора. Пораката до граѓаните, еве до Штипјани, во Штип сте во телевизија Ирис, зошто да ја изберат опцијата биди зелен и да гласаат за вашата партија за дом? Затоа што на тој начин ќе можат да помогнат да се живее поубаво, поздраво, поквалитетно, почовечки во Штип и затоа што слоганот "Избери зелено, диши слободно" има една политичка порака. Тој укажува на тоа дека треба да се излезе на избори слободно, да не се трпат притисоци и по своја сопствена волја, со мирна совест, да се излезе да се гласа за зеленото. Јас сум убедена дека ќе имаат мирна совест тие кои што тоа ќе го направат, затоа што ќе го направат за подобар живот, поздрав живот на своето семејство, на себе си и на сите штипјани и едноставно да излезат, да гласаат за зелените и да дишат слободно, да не се секираат. Јас ја посакувам 24 март многу среќа, многу зеленило околу изборот на граѓаните, слободно и успеси вашите советници да ги видиме повеќе низ сите градови, па зошто да не Македонија да добие оној заслужен еколошки и зелен примат. Ви благодарам многу стварно. Благодарам јас вам. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание од Агора на Ирис телевизија. Вие доколку ви се допадна ова, погледнете го и репризното издание на изданието на Агора заедно со Зоран Зарински и Лилијана Поповска, претседателката на Дом. Останете со Ирис телевизија, ве очекуваат интересни содржини. Секој добро.